Последните регистрирани насади со шеќерна репка на Пелагониското поле датираат некаде од 2009 година. Култура која значеше екзистенција за голем број семејства. Се садеа од 4 до 5000 хектари со оваа култура, но со затворањето на битолската фабрика за шеќер, шеќерната репка згасна. Имаше обиди за рестарт на фабриката, но новите сопственици не биле заинтересирани за шеќер од репка, туку преработка на сиров шеќер. Со такви начини на оценување и земјоделците полека ја изврлија од производство, а фактички немаше и кој да откупи. Значи не сакаа да откупуваат подобро, повеќе рачуни имале на наводно суров шеќер да произведуваат тие центрите за преработка на шеќерна репка. Меѓутоа, шеќерната репка, пак ќе кажам, дека пак ќе представува процес за земјоделците кои имаат добар приход. Тоа е едно. Второ, добар приход во сточарството, како храна за резанец. Трето, поголема работна рака. Четврто, сето тоа се зголемува, така да и повеќе принос и поголема заработувачка, така да шеќерната репка вистина представува добар развој за земјоделието. Последната откупна цена од 3 денари беше пресудна да згасне одгледувањето на оваа култура. Од некогашните 2000 хектари, во 2007 година површините со шеќерна репка изнесувале само 345 хектари. По 2008 година шеќерната репа до денес не е посеа ниту хектар со оваа култура. Шеќерната репа комплетно исчезна од македонските ниви. Во Пелагонија некогаш оваа култура представуваше главен фактор во земјоделството, бидејќи вклучуваше бројна работна сила, беше корисна за сточарството, за плодоред и други бенефити. Останува на времето да покаже дали оваа култура ќе почне повторно да се сее во Пелагонија или ќе замине во историјата како афионот, памукот и други индустријски култури.